Почитувани представници на медиумите, денес пред вас и пред целата македонска јавност, повторно по не знам кој пат, ќе го покренеме барањето за покачување на платите во полицијата. Јавноста да разбере и свати колку е основната плата на полицаец и ќе спратиме разумно барање до сегашниот министер, барем до овие неколку недели, да смогне сили, да не разбере и да го прифати барањето за повисоки плати во полицијата. Бидејќи само наречениот и само прогласен за единствен МПС, толку помпезно си молчи на ова прашање, измислениот за нивен збор социјален диалог не прават ништо за ова прашање. Како синдикат претходно јавно побаравме да го објават износот на основната плата, за да дознаат нивните членови колку е основната плата на полицаец во МВР. Но одговор не добивме до денес и веројатно нема да добиеме, затоа што износот на основната плата на полицаец во моментов е ни помалку, ни повеќе, туку 16.300 денари. Да стане појасно на јавноста, толку изнесува основната плата на полицаец. Паралелно на тоа, единствениот, кај што знае да се представува само пред министерот, за да купи време и да ја сокрие својата неспособност, од неодамна излезе со манипулативно барање пред Комисијата за финансирање на буџет до Собранието на Република Македонија за наводни 20% зголемување на платата. Јавноста и вработените треба да знаат дека правото за покачување на плати во МВР единствено и согласно закон го има министерот за внатрешни работи. Со самото тоа, очигледен беше обидот на МПС со нивниот председател за намерно саботирање на процесот за зголемување на платите, бидејќи очигледно не е полза на нив. Денес како синдикат до министерот јавно испраќаме барање од месец јануари 2024 година платите на сите вработени во МВР да бидат зголемени за 15%. Зголемувањето на платите за 15%, почнувајќи од месец јануари, да биде од Министерството за внатрешни работи, со што сметаме дека МВР е способно да ги покачи платите од својот буџет, односно пари за повисоки плати во овој момент има. За крај, мораме да нагласиме дека СПМ во ниту еден момент не се откаже од барањето за 1 евро 1 бот. Дури ни сега, но мораме да се движиме со постојачките можности и ќе продолжиме да го бараме истото. И се надеваме дека во блиска иднина некој министер реално ќе може да го согледа тоа и ќе се претвори нашето барање за 1 евро 1 бот во реалност која полицајецот апсолутно ја заслужува. Да направиме од професијата полицаец една професија која ќе биде вреднувана во општеството, а посебно во нашата држава. Зар не се тоа ваши зборови, господине Спасовски? Благодарам. Президент, ќе ве прашав дали вистина дека е нарушена безбедноста на полициските службеници, дека тие се плашат на терен да употребат пендрак во самоодбрана? Па видете дали вистина. Значи, знаете самите дека во Министерството за внатрешни работи постои служба наречена внатрешна контрола. За жал, самата, наместо да се стави во заштита на полициските службеници, често знае да го биде незаконите, може и неправилно да го прогонува полицајецот, на тој начин што често знае неосновано да суспендира полициски службеници, да прогонува непрофесионалци и неистомисленици и со тоа довербата на полицајецот, самата доверба што треба да има ја губи и со тоа можно да е самата безбедност на граѓаните да биде нарушена. Од кога е тоа така и кое сметате дека е решението за овој проблем? Па, од кога сметаме? Последните години е прерасна тоа во пракса. За решение за овој проблем се знае. Целосна реорганизација на Министерството за внатрешни работи и враќање на професионализмот во полицијата. Кои ќе бидат следните чекори ако не се превземе ништо во врска со покачување на платите? Па видете, ние имаме веќе испратено безброј барања за ова конкретно покачување на платите. Срамота е денеска македонската јавност не знам по кој пат да разбере дека и да свати дека платата на основната плата на полициската службеник изнесува 16.300 денари. Се радам дека министерот денеска не знам по кој пат ќе смогне сили и разумно ќе го свати, ќе го разбере барањето и во најбрз можен рок, почивајќи од овој месец, ќе ја качи платата барем минимум за 15%. Ако не? Ако не се знае, значи понатаму ќе продолжиме да се бориме во нашата борба, а не исклучувам правото и на протест. Од СДСМ утрово преку писмено соопштение реагираа дека за 35% било зголемена платата на полициските службеници. Вашиот одговор на оваа нивна реакција? Јас само ќе кажам дека не знам, не сакам да кажам дали е точно, дали не е точно, јас пак нема се согласам со тоа.
И верувам дека полицајцот пред неколку години живееше побово за разлика од сега кога што они кажуваат дека било 35% покачена плата.